Продолжуваме, почитувани со нашите проучувања за молитвата. Минатиот пат проучувавме за смисолот на молитвата во овој вознемирен свет. Вечерва имаме нов наслов, нова тема, молитвата во животот на Исус Христос или во Исусовиот живот. На почетокот сакам да ви прочитам нешто што луѓето кажале, запишале за значењето, за вредноста на молитвата. Некој рекол дека молитвата е по дефиниција форма за обраќање на Бога или начин да се обраќаме кон Бога или воспоставување на однос со Бога, односно, значи, некој вели со Божица, со божество и така натаму. Например, православните и католиците знаеме обично се молат на светците и на Марија, на ангелите, на чуварите и така натаму. Меѓутоа, молитвата Татко наш во Матеј 6 глава, 9 стих, јасно ни кажува на кого треба ние да ги упатуваме нашите молитви. Велат научнаците докажале дека верникот кој е задлабочен во молитва, целосно ја исклучува мозочната кора, а тоа означава целосна сигурност и отсуство на стрес. Гледате молитвата колку е важна во животот на човекот. Помага и во регулирање на стресот. Еден руски научник од еден универзитет вака напишал. Професорот Слезин успел да измери моќта на молитвата и утврдил дека свештениците и монасите кои се молат целосно ја исклучуваат мозочната кора, а тоа уште е забележено и кај децата од 3-месечна возраст, кои се сигурни во близина на својата мајка. Знаете, децата во мала возраст, кога се малечки, воопшто не се грижат, кога е мајката или таткото поред нив, посебно мајката. Како што стариат луѓето, чувството за сигурност им се намалува, се мисли на децата, односно на луѓето, а се зголемува мозочната активност. И затоа старите луѓе се повеќе се нервозни, се повеќе се загрижени, се чувствуваат осамени, тоа е дело на мозочната кора, вели овде, на мозочната активност, а кај децата, додека се мали, тие се безгрижни. Активноста се намалува единствено за време на длабок сон и молитва, а тоа е добро и тоа добро влие на луѓето. Значи, еве, ние се одлучивме овие предавања да ги посветиме на молитвата и гледаме колку е важна молитвата, почитувани. Вечерва ќе зборуваме како Исус ја користел молитвата во својот живот, колку ја користел, зошто Исус се молел, кога бил Бог во човечко тело, зарем Исус имал потреба да се моли. Еве ги почетните текстови, заеднички ги прочитаме. А изутрина или утрината во темни зори стана, излезе и отиде во пусто место и таму се молеше. Другиот текст во Лука 5 глава 16 стих вели, а он одеше во пустината и се молеше. Зборот пустината да не ве буни, или овде вели во пусто место. Очигледно Исус се издвојувал од својата куќа, од своето место на живење. Му било потребно место кај што ќе биде сам со Бога и со себе си. Да нема пречки од страна на животни или на луѓе кои би го повикувале, би му звонеле дома, бидејќи Исус бил драводелец, работел со својот очок, со Јосифа, очигледно тој имал и клучеви од таа работилница и некои доаѓале да му поправи, например, мотика, да му стават на рачка или некои други потреби од таа работилница. Но Исус вели наутро. Зошто наутро? Затоа што телото, мислите се најодморени. Тогаш човекот е најспособен да прима, да разговара, бидејќи е одморено неговото тело. Одеше во пустината. Очигледно, пустината не се наоѓа на 5 метри од куќа, меѓутоа одел таму доволно да се оддалечи и да се моли со Бога, односно да се моли на својот татко, на својот Бог. И рековме, на Исуса не му била потребна молитвата да се исповеда, да ги каже Боже, денес грешив, па прости ми. Не му била потребна од тој аспект, но му била потребна да прима сила од небото, од таткото, бидејќи Исус овде живел како Бог, но во човечко тело. Тој се потел, тој пател, тој се уморал, тој жалел, тој плачел како човек, иако бил во човечко тело. Основен контекст за разбирање на феноменот на молитвата, историја на човештвото, историја трагање по Бога. Сушност, историјата на човештвото е точно запишана во Светото писмо и човекот од памтивека го бара Бога. Ние подоцна ќе читаме текст кај што вели самиот Бог, каде си?
Значи човекот во историјата, знаеме, направил прекршок, се одвел од Бога, но Бог таму го побарал, таму сокриен, во тие дрвја, во тие грмушки, Бог му вели на Адама: Адаме, каде си? Подосна, тој истиот човек ќе побара совет од Бога. Научи ме, Боже, да ја вршам Твојата волја, бидејќи Ти си мој Бог. Тоа е копнежот на човекот, да ја твори, да ја врши волјата на Отецот. Меѓутоа, знаеме, таа врска помеѓу Бога и човекот е пореметена токму уште во Едемската градина, кога Бог ги предупредил првите жители на оваа земја, но тие едноставно не го послушале Бога. Молитвата, почитувани, е подарок за секој од нас, со чија помош стануваме просеци пред Бога. Кога велам просеци, тоа е под наводници ставено, значи ние бараме во молитвата. И затоа Бог рекол: барајте, тропнете и ќе ви се отвори. Зошто ние користиме молитвата кога ни стои на располагање? Затоа што човекот е супериорен и тој мисли дека се може сам, дека ништо не му треба. Меѓутоа, кога ќе допре таму во дното, кога ќе падне во калта, кога ќе добие некоја диагноза тешка од лекарот, кога ќе види дека телото му се топи како восок на сонце, кога ќе види дека нема излез пред него, можеби тогаш и тие најголемите, најокорелите атеисти вели: Боже, ако постоиш, помогни. Меѓутоа, понекогаш, на жалост, е доцна. Не затоа што Бог не сака да реагира, туку затоа што нашите сетила, нашите чувства се толку отапени во грев, што не може да ја примиме таа Божја благодат, Божјата милост, односно Божјата прошка. Исусовиот став кон молитвата каков бил? Позитивен. Значи Исус едноставно се молел. Подосна ќе читаме, првите чекори Исус ги направил за молитвата во домот. Марија го учела, Јосиф го учел. На 12 години Исус ќе биде равноправен со таа класа, со таа елита, со фарисеите, со садукеите, со оние кои го знаеле Стариот Завет во малиот прст, што се вели Тората ја знаеле. Меѓутоа, молитвата била длабоко вткаена во животот на Исус Христос. И затоа најголем пример во молитвата може да ни биде и самиот Исус Христос. Бил уверен во Божјата добрина. Понатаму верувал во услишувањето на своите молитви. Исус верувал. Сеќавате кога Исус дојде пред гробот на Лазар и како се помоли Исус? Знам, Боже, знам, Оче, дека ме слушаш. Ама, ради овие луѓе кои не веруваат, Исус вели: Лазаре, излези. Замислете каква доверба Исус имал во Отецот. Што мислите ако Лазар не воскреснал? Па тука било мноштво луѓе кои може и камења држиле некои в раце да го отепат, да го засипат со камења Исуса, ако не се устварила таа молитва. Понекогаш денеска и ние можеби се плашиме да се помолиме храбро и да кажеме: во името на Исуса Христа стани и оди. Дали учениците така се молеле и дали имале резултати позитивни? Имале. Не е тоа лесно да кажеш на некој кој е здрвен, кој е парализиран во креветот свој, да му кажеш: во името на Исуса Христа стани и оди. Потребна е молитва, потребна е вера во таа наша молитва. Што молитвата представувала за Исуса Христа? Не било време за вршење на верски ритуал или за информирање на Бога. Значи, времето на молитва не било Исус сега да го информира Отецот: Отче, еве бев таму, воскреснав човек, излечев овај, направив тоа. Не било време за интервју со Бога. То било време за состанок со небесниот Татко, да прими сила за своите секојдневни активности, зашто рековме Исус бил човек, Бог во човечко тело. Еве што кажал Јоахим Джеремијас, вели: Исус се обраќал на својот Отец на така природен и присен начин и со исто чувство на сигурност како што дете разговара со својот татко. Гледате Исус колку имал доверба во својот Татко небесен. Како едно детенце кој има доверба во својот татко или во својата мајка. Исус се обраќал на природен, присен, тесен начин со својот небесен татко. Бидејќи Исус сега зависел од ангелите кои треба да го чуват. Често пат Исус бил на мета да биде извршен атентат врз него. Читајте во Новиот Завет и ќе видите дека вели сака да го убијат, но Исус се повлече. Не сакаше Исус да дојде во конфликт. Иако Исус беше Бог во човечко тело, но тој не сакаше да ја користи таа небесна сила во своји лични цели.
туку само во процес на спасување, на лечење, на воскреснување на мртви и така натаму. Исус се обраќал на својот Отец на природен, на присен начин. Понекогаш, на жалост, ние во молитвата сме егоцентрични. Знаете зборот его што значи? Јас. Јас па јас. Егоцентрични. Значи, ја свртуваме молитвата кон себе наместо кон Бога. Молитвата не е само љубива духовна вежба на стекнување на мир. Не е егоцентрична сеанса за обезбедување на Божите благослови. Ние во минатото предавање рековме, понекогаш ние Бога го сметаме како Дедо Мраз. И му пишуваме желби. Желби пишуваме и како некој дете на својот татко ќе му даде, или тате, сакам ова да ми го купиш за Нова година. И таткото оди во продавница и ја гледа листата и набава реквизити или играчки за детето. Понекогаш ние така ја сметаме молитвата. Значи имаме своји желби, желботека и само на Бога му рецитираме, а тој е должен да ни ги исполни. Не е молитвата егоцентрична сеанса за обезбедување на Божите благослови. Точно, треба да молиме, треба да бараме. Бог рекол, барајте, тропнете, ќе ви се отвори, барете, ќе ви се даде. Но сепак рековме, на крајот завршуваме со зборовите, нека биде волјата Твоја. Бидејќи понекогаш ние имаме многу големи желби. Дарил Бог кажал, мојот молитвен живот стана стратешка седеница. Не седница, да не е грешка, седеница, значи седеница, преку кое го известував Бога, што се планирав да направам. А потоа барав благослов со додатни упатства, како би Бог можел најдобро да ги задоволи моите потреби. Значи, ние знаеме дека молитвата се дели на 3 дела: вовед, разработка и завршница. Овој човек, Дарел, вели, мојот молитвен живот стана седеница, кажував на Бога, го известував што планирав да направам. Тоа се мои планови, идеи, Боже, сакам ово, она. Но потоа вели, чекам да Бог тоа го благослови, да ми даде додатни информации, упатства, може треба да се промени нешто. Во нашата грешна природа може се убаво да испланираме, но може нешто многу важно фали, а Бог може тоа да ни го поправи. Сеќавате како се молил Давид? Вели, наутро клечам и чекам. Давид се молел, но и чекал од Бога одговор дали неговата молитва е според волјата Господова. И затоа оде Господинот Дарел вели, а потоа барав благослов со додатни упатства, како би Бог можел најдобро да ги задоволи моите потреби. Секако, почитувани, Бог сака со нас да комуницира, бидејќи тој е наш Создател и небесен Отец. Како што детето со таткото или таткото со своите деца комуницира на еден тесен, на еден присен начин, исто така тоа сака и Бог да го прави со нас. А молитвата е токму такво средство. Безжична комуникација, безжична. Значи нема жици. Меѓутоа, како денеска човекот измислил мобилни, па ние да разговараме со луѓе до Австралија, до Америка, без жици, а замислете, Бог во својата интелигенција, во својата мог, ја поставил молитвата да биде средство преку кое ние можеме деноноќно да бидеме во комуникација со нашиот Бог. Молитвата треба да биде, почитувани, неформална. Нема тука форми. Ние подосна ќе споменеме дека Бог не зависи од ставот на нашата молитва, дали ќе биде услишена, односно како, дали стоиме, дали лежиме, дали клечиме, дали одиме или дали работиме таму. Секако има молитви на колена, има молитви на стојки. Меѓутоа, таа треба да биде едноставна, без многу фрази, без многу китење на тие молитви. Знаете која молитва е во Библијата најбрзо услишена? Молитвата на апостол Петар, кој рекол, Господе, помагај со 2 зборчиња. И затоа во друга прилика Исус ги осудил оние долгите молитви на фарисеите, кои се молили јавно долги молитви. Ние дома може се молиме и 3 часа на колена или лежејќи или седејќи. Тоа е мој однос со Бога. Меѓутоа, кога станува збор за јавните молитви, Бог едноставно таа молитва ја цени да биде едноставна, второ или трето искрена. И затоа ние немаме молитвеници напишани и сега ќе молиме за пладнина, за ручек, за вечера, за
поедок или за станување и така натаму. Молитвата треба да биде од тука да излезе, од нашата душа, од нашето срце, од нашите мисли, да биде искрена, се составува со твои зборови. Оно што го чувствуваме, го кажуваме пред Бога. И одраз на нашата доверба. Ако ние немаме доверба, а се молиме, бареме од Бога нешто, не вреди то ништо. Молитвата вели ќе отиде до таванот, нема да отиде до ушите на нашиот Бог. И затоа нашата молитва, почитувани, треба да биде неформална, едноставна, искрена, одраз на нашата доверба. Меѓутоа, може да постои една опасност, а тоа е претварање на молитвата во анемична вежба која се испорачува на автоматскиот пилот. Како што минатиот пат спомнавме, на чије желби само кажуваме. Нешто слично, еве, и ова реченица не подсетува, значи, да биде анемична вежба. Кога ние велиме за некој човек дека анемичен, што му недостасува? Анемичен е. Нема железо, така? Нема некои витамини кои му се потребни, жолте, блед и така натаму. Сигурно има некој проблем човекот, му недостасува нешто. Ако нашата молитва е анемична, така плитка, така, знаете, само испорачуваме на автоматскиот пилот, а тој нека му мисли. Бог не сака, иако знае се за нас. Тој знае какви сме. И пред да кажеме, и пред да се молиме, тој ги знае нашите потреби, но на Бога му е мило, кога ние ќе го кажеме она што го чувствуваме и какви потреби имаме пред Него. Бог не сака сите нас. И затоа во молитвата сме слободни да бидеме тоа што сме. Не може да глумиме, почитувани. Таму, спомнавме минатиот пат, во својата клет, то скришно место, метар на метар, 2 на 2, се зависи каква простор имаме. Тука јас и Бог комуницираме. Ги пишуваме, можеме овите желби на лепници, над зидот. Или благословите кои сме ги добиле од Бога. Напишете ги на лист и залепете ги. Во таа молитва Бог ти дал благослов. Се услишил ова или не се услишил она. Во молитвата сме слободни да бидеме тоа што сме. Не може да глумиме. Едноставно го отвараме, го изливаме своето срце пред Бога. И затоа Исус ја охрабрувал вистинската, правата врста на молитва. Ја осудувал погрешната врста на молитва. Ние сега ќе споменеме еден пример од Библијата, вие добро го знаете, а тоа е во Новиот Завет за двајцата луѓе наречени фарисеј и царинарник. Ајде го проследиме текстот и потоа ќе дадеме еден краток коментар. 2 човека влего во храмот да се помолат. Сосема природно и нормално. Храмовите, домовите молитвени се затоа посветени да луѓето одат и да се молат. Едниот вели бил фарисеј, Лука, мислам дека тоа го кажува, ни ја дава таа слика, а другиот бил цариник. Кога застана, фарисејот вака се молеше во себе. Боже, ти благодарам што не сум како другите луѓе, краци. Сега ги набројува сите тие што он ги смета дека се испод него и пред Бога нема шанса да бидат спасени. Краци, несправедливи, блудливи, или како овој цареник, што таму навлезот стоел еден човек, името нема го знаеме, но професијата му била царинарник. Озогласена служба, што никој не ги ценил таквите луѓе, зашто власта им давала право да крадат легално. Тоа го знаеме по Захеја, кој колку пати сакал да врати на оне што ги зема. Значи, неколку пати, еден дел ќе оде за римската власт, а тој 3 пати повеќе може да украде за својот джеб. И затоа луѓето многу не ги сакале таквите луѓе. Тоа биле наречени продадени души. Евреи работеле за друга власт. Но текстот вели така, понатаму. Постам 2 пати. Познато дека евреите постеле 2 пати. И тоа сите да знаат дека постат. Давам 10-ток. Од се што добивам. А цариникот стоеше оддалеко. Не смееше дури и очите да ги подигне кон небото. Туку се удараше во градите и велеше: Боже, биди милостив кон мене грешниот. И сега кулминација. Бог дава резиме, порака, објаснување. Ви велам дека тој се отиде дома повеќе. Кој тој? Овој царинарникот. Тој се отиде оправдан отколку оној фарисејот кој се воздига. Ке биде понизен, зашто секој кој се воздига ќе биде понизен, а кој се понизува ќе биде воздигнат.
Во што била грешката кај овие двајца? Кај овој, првиот фарисејот? Затоа што тој веќе пред време се испорачал пред Бога како супер човек, како супер верник. Тој ги деградирал сите останати, а себе се смета горе на врвот. И му вели: Боже, па гледај што сум убав, па гледај како сум духовен, а тие испод мене ништо не вредат. И затоа Бог вели: овој се отиде оправдан. Неговата молитва била услишена на царинарникот, зашто се почувствувал грешен. Вели: ни очите не сакаше кон небото да ги подигне. Толку бил понизен. Почитувани, овде имаме два спротивставени става. Првиот фарисеј се преправал дека се моли, не разговарал со Бога. Тој разговарал самиот со себе фактички. Мислел само на себе. Тоа е што го спомнавме егоцентричност. Јас, моето јас, егоизам. А овој цариник ја признал својата недостојност и понизно побарал прошка од Бога. Ја не знам во која група ние ќе се најдеме, но во една сме. Нема трета опција. Фарисејот е слика за луѓе кои се ударат во своите гради и велат дека ја не сум направил грев, не сум убил човек, не сум направил ова, јас сум исправен. Самиот се препорачал пред Бога. А друга група на луѓе вели: сите сме ние грешни. Зашто гревот не притиска нас. И затоа да дојдеме кај Бога, да ги признаеме своите слабости, а Бог понизно ќе ни даде прошка, како што овој цареник признал дека е грешен, и Бог вели: тој си отиде оправдан, а другиот не. Лицемерите нема што да очекуваат од Бога. Искрениот грешник кој бара помирување може да смета на Бога. И затоа, почитувани, молитвата е средство преку кое ние можеме да го излиеме своето срце, своите мисли, да ги кажеме да ја кажеме она внатрешно што чувствуваме, дека навистина сме притиснати од грев, дека навистина тешко ни на оваа земја, дека навистина сме мета на ѓаволот. И затоа нам ни е потребна Божја интервенција, Божја заштита и Божје водство. Што молитвата ќе се извитопери и кога во центарот не е поврзувањето со Бога, таа станува лицемерна. Како гледате ова фотографија, ова девојка има маска. Некогаш молитвата може да биде маска. Маска, да се ние самите препорачаме пред Бога, а пред малце рековме дека Бог не познава пред да изговориме било каква реченица, како збор. Значи, постои опасност да молитвата се извитопери или да се измести од центарот, од своето значење. И то поврзување да не биде со Бога, туку самиот со себе. И мојата молитва ќе отиде само до таванот, а не до третото небо. Таму кај што е Божиот престол, таму кај што Божите уши се отворени ден и ноќе, за да ги прими твоите молитви и да ти даде благослов, односно да ги услиши. Каде Исус учил за молитвата? Спомнавме. Исус најпрви во домашниот круг од својата мајка Марија. Во една книга Воспитување пишува дека училницата на Исуса му била природата, а таванот звезденото небо. Значи, тој ги наблюдувал мравките, ги наблюдувал птиците, пеперутките. Марија често пати како детенце мало го носел низ шумата, низ падините, низ тие предели и му објаснувал. Иако самиот Исус ги создал таму некаде во минатото. Но сега Исус морал да ги направи првите чекори како дете и да ги осознае, да ги научи тие први чекори. Ги учел еврејските молитви во синагогите и во храмот. Еве таа слика. Овде гледаме кога Исус вели: зошто ме баравте? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кој што е на мојот Отец? Истина, Исус имал 12 години, а равноправно се борел, така да кажам, со тие големи фаци, големи луѓе, фарисеи, садукеи, црковни учители. Но Исус првите чекори за молитвата ги направил во домот кај Марија. На 12 години Исус го знаел Стариот Завет. Бидејќи децата ден денеска евреите, оние ортодоксните евреи ги учат своите деца. Еве овде имаме една слика, сега ќе ја видиме. Според некоја легенда и традиција, ова е пештерата, подножјето на гората на благословите. Исусовата пештера на молитва. Се претпоставува дека Исус тука доаѓал, како што читавме во ведните текстови, редовно поминувал време во лична молитва, барајќи осамени тивки места. Барајќи осамени и тивки места. А што да кажеме денеска, како е нашето време?
во големите градови, кај што има големи галами, кај што навистина немат мир луѓето, потребно е да се повлечеме на неколку минути, на неколку часови и да имаме разговор Бога, да ги слушнеме птиците, да ги слушнеме оне во природата животинки кои можат навистина да не релаксират и во тој момент ние да воспоставиме контакт со Господа. Ево уште една слика кај што според Библијата Исус вели во Лука 22:39 излезе според својот обичај на Маслиновата гора. Видите, ова е маслинка. Тука е не само што убаво мирисе, сега е цветење на маслинките, како убаво мирисе и убава природа. Исус, значи, одел на такви места, да црпи сила од небото, зашто Исус тие 3,5 години посебно имал борба. Како што вели таму Павле, нашата борба не е против тело и крв, туку против поднебесните духови. Сите демони, колку ги има, колку демони отпаднале од вистинските? 1/3, така? Замислите, биле насочени кон Христа да го обесхрабрат, да Исус каже, доста ми е од вас и да си замине на небото. Можел тој Исус да го направи. Исус можел да се симни од крстот. Во тие последни мигови сатаната ги насочил сите своји орудија. Дури оне најблискиот, тука само на половина метра што бил до него, оне разбойникот, сатаната сакал крајниот метак или куршум да му зададе смрт, духовна смрт на Исуса, не она физичка, за која ќе умре тамо некаде после 6 часа висејќи на крстот. Сатаната сакал да го испали последниот куршум. И кога овој разбойник му вели, па што се правиш бе ти ако си Бог? Ајде, помогни си себе си и нам, па да избегаме горе во шумата. Тоа било раскрсница кај Исуса. Дали да направи или не? Но Исус кога размислил, ако се врати кај Отецот, милиарди луѓе ќе останат во вечниот грев. За секогаш луѓето ќе биле изгубени. А тука сме и ние. Исус и нас не гледал. И затоа Исус решил да истрае до крај. Да испие таа чаша. Вели, Оче, помогни ми. Исус морал да ја пие чашата до дно. За тебе и за мене. И затоа денеска и нам не е потребна, почитувани, таа молитва, да преку молитвата Бог ни помага секојдневно да се бориме. Еве уште една реченица. Молитвата била камен темелник на Исусовата служба. Како што секоја зграда има темел, молитвата била камен темелник во животот и работата на Исус Христос. Исус се посветувал на молитвата пред тешките мигови. Сега ќе споменеме неколку моменти или ситуации кај што на Исуса му била потребна молитвата, крштевање. Исус морал да воспостави еден нов чин, нов чекор. До тогаш луѓето се обрезувале. Евреите правеле обрезание. Сега обрезанието ќе отиде во историјата. Повеќе нема обрезание. Исус ќе воспостави нов обред. Јавно сведоштво. Сите оние кои сакат да бидат Христови, ние утре ќе имаме крштевање овде, во 10 часот. Сите оние кои сакат да бидат спасени, мора да поминат, ќе зборуваме утре ние на таа тема, кратко. Што значи крштевањето? Исус морал да им даде пример. Исус вели, ви дадов пример и вие така да правите. Пред да биде крстен, Исус долго се молел. Како тоа да го изведе? Како тоа да биде сведоштво, она вистинско пред Бога? Преобразување. Сеќавате кога горе на планината ги повел тројцата најблиски ученици. Тоа било последно интервју Исус со Отецот. Да ги прими последните информации, инструкции пред да отиде на Голгота. Тоа било огнено крштевање. Таму вели еден писател, Исус бил во природна величина, големина. Разговарал. Од небото дошле представници. Мојсей, кој беше другиот? Илија и Отецот. А од земјата Петар, Јаков и Јован, така? И Исус. Тие беа тројца со тројца. А Исус помеѓу нив како крст. Исус требал да ги прими тие последни информации, последни инструкции, зашто треба да отиде на крст, а не е лесно да се отиде на крст. И то невин. И трето, избор на ученици. Кога ние правиме избор на своја професија,
Добро да се молиме на Бога. Кога треба да заминеме, да работиме нешто во животот, ние може да одлучиме најдобро, меѓутоа може нема да биде благословено во тоа. Ќе промашиме својата професија, знам луѓе промашиле професија. Не се снаоѓаат во тоа и морале да менуваат во животот. Добро, не е тоа грев пред Бога, меѓутоа може ќе изгубиме дел од својот живот, мислам на години. Избор на ученици, Исус требало да одбере 12 апостоли. А имало многу такви ученици, такви групи. Значи, Исус се посветувал на молитвата пред тешките мигови. Почеток на поучување за крстот. Исто тоа било време на искушение, раснување, она последното. Тој се моли таму во Гетсемани, вели: Отче, татко, ако е може да ме помине таа чаша, но нека биде твојата волја. Исус го барал присуството на Отецот, почитувани преку разговор со него, понатаму размислување, починување на себе да го слуша Божиот глас. Сенер Кierkegaard еве што кажал: човекот се молел и најпрво помислил дека молитвата е говорење, само да зборува. Но станал се потивок додека на крајот не сватил дека молитвата е слушање. Значи, има моменти кога ние зборуваме на Бога, му кажуваме, но ние треба да слушаме. И затоа Давид вели во своите псалми: чекам од Бога одговор, што тој ќе ми каже. Молитвата може да биде слушање. Замислите, половина час клечеш и слушаш што Бог ќе ти каже преку мислите. Тоа е време кога ние ги отвараме нашите вентили да Бог ни даде нешто, а не само ние едностранно да му кажуваме: Боже, ова ми треба. Треба да одвоиме и време кога ќе ги слушаме Божите одговори. Молитвата ни е потребна, почитувани. Тоа е оаза на мирот, тишина и одмор во Бога, среде нашиот вознемирен и бурен живот. Навистина, сите верувам дека ќе признаеме, животот е многу напорен, тежок, бурен, оптеретени со многу информации, со многу работи, и тоа го притиска нашиот секојдневен живот. Учениците не ја разбрале Исусовата потреба за молитва. Знаете, во една прилика Исус зборувал за молитвата и за некои настани, а тие дошле и вели: Исусе, сите те бараат. Нивните мисли били насочени сосема кон земните работи. Понекогаш може би ние така. Оптеретени со земните работи, неаме време да ги слушнеме Божите одговори. Во една прилика учениците се мачеле да излечат едно момче, имало демони. И еве го текстот овде од левата страна имаме: и кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: зошто ние не можешме да го истераме? Зошто? Кај бил проблемот, почитувани? А тој им речи: овој род со ништо не може да се истера осен со молитва и пост. Гледате колку молитвата важна. Значи, постот си е пост, за постот ќе зборуваме посебна тема, но сега зборуваме за молитвата, алатка во нашите раце, што може постојано да ја користиме, но треба да име доверба. Доверба, како што вели текстот, како синапово зрно. Неуспех во истерување на демоните, да помисла дека подарокот е добен од Исус, е под нивна контрола. Зато не може да имат успех со демоните. Тие мисли дека тие располагат со таа сила и можат да користат кога ќе посекат, без да го контактират Бога. Значи, ние мора преку молитва, преку Бога да добиеме сила и да ги крајните резултати видиме. Затоа учениците доживеале неуспех. Се подпирале на себе си. Па ние сме со Исуса 3,5 години, па ние имаме моќ, ние имаме сила, но доживеале неуспех. А знаете, кога човек ќе доживе некој неуспех во душата, тогаш целото тело омалаксува. Корен на неуспехот, всушност, не била молитвата, таа била средство преку кое може да побарат сила од Бога, но на жалост се подпирале на себе си. Колку молитви се доволно за нешто да се случи во нашиот живот, почитувани? Дали треба се молиме недела, месец, година? Дали треба да правиме вака или онаква? Еве, Исус се молил непрекинато, постојан контакт со Отецот. Кога велам непрекинато, не клечел Исус со часови. Непрекинато во мислите. Значи, ние во постојана комуникација сме со Бога, тамо кај што работиш, тамо кај што се движеш. Ние може да упатиме мисла кон Господа. Упатувал кратки и непосредни молитви без елементи на фалење. Значи, кратки молитви, без некои долги церемонии.
Pavle veli vo Solunjanite 1:5-17, molite se na Boga postojano. To je ta misla. Postojano da бидеме во комуникација преко нашите мисли, преко нашите зборови, таму кај што ќе се најдеме, ние може да му упатиме молитва кон Господа. Кога седнуваме да јадиме, кога стануваме наутро, кога одиме на починок навечер, или кога убаво ни се случува нешто, па или кога наидува некој проблем, упатиме молитва, на Бога да остаеме, а Бог ќе одговори тогаш кога тој ќе процени. Работата и молитвата не се одвоени области во животот. Значи, тие одат заедно. Молитвата и сликата за Бога. Ставот кон молитвата е тесно поврзан со личната слика за Бога, почитувани. Значи, ставот кон молитвата е тесно поврзан со личната слика за Бога. Каква слика ние имаме за Бога? Секако сликата се изградува преко Библијата, преко проучување, преко молитва. Ние Бога не сме го виделе, но тука го гледаме, кога ги читаме страниците на Светото Писмо. И затоа потребно е темелен принцип на молитвата, а тука е искажена Божјата добрина. Бог е секош подготвен да ни даде. Како овде текстот што вели во Лука 11 глава, и кој татко од вас, ако синот негов му побара леп, ќе му даде камен. Или ако побара риба, па му даде змија наместо риба. И така значи, ако вие, бидејќи лукави, умеете да давате добри дарови на чедата своји, колку повеќе небесниот Отец ќе даде на оние што го бараат. Но постојат услови. Постојат услови за услишување на нашите молитви. Клучен аспект на молитвата. За молитвата е потребна храброст. Значи, како број еден, кога ние молиме, треба да бидеме храбри и уверени дека Бог ја слуша нашата молитва. Да не бидеме како оној фарисејот, туку да бидеме како царинарникот, да настапиме како грешни суштества пред Бога. И тогаш Бог, кој веќе знае однапред што ни е потребно. Оскар Кулман, еве што напишал. Живеел многу одамна. Те колку долго живеел човекот? 1902-1999 починал. Бог предвидел услишувањето на молитвите да бидат одобрени кои наоѓаат место во неговиот план на спасението. И затоа некои молитви можеби не се вклопуваат во Божиот план на спасението. И тие молитви Бог ќе ги тргне на страна, нема да ги услиши, или пак ќе ги услиши во дадено време кога ќе дојдат во тој план. Бидејќи ние понекогаш бараме неразумно, бараме нешто што не се вклопува во Божјата мисла, во Божјиот план. Дали се срамите да барате од Бога? Не треба се срамите, почитувани. Кога Бог самиот вели, барајте и ќе добиете, тропнете и ќе ви се отвори. Еве Матеј 7:7 вели, сакајте и ќе ви се даде, барајте ќе најдете, чукајте и ќе ви се отвори. Кои се тие клучни аспекти на молитвата? Прво го спомнавме, храброст потребна е. Второ, вистинската молитва е лична молитва во која се среќаваме со Бога. Јас и Бог. Еве Матеј 6:6 вели, а откако ќе ја затвориш вратата своја, помоли се на својот Отец кој е тајност. И оној што гледа тајно, ќе те награди јавно. Третиот клучен аспект. Вистинската молитва е ефикасна само кога изговараме со вера. И сега Марко ни вели 9:23, а Исус му рече, ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. Значи, почитувани, проблемот е повторно кај нас, не е кај Бога. Божите врати се отворени широм. Меѓутоа, понекогаш нашите вратите на нашето срце, на нашите мисли се толку малку отворени, што Бог не може да не благослови. Ево овде имаме синапово зрно, не може ли го приметите? Гледате овде на фотографијата. Исус вели, кога би имале вера, колку синапово зрно, и ако ја речете на ова смоква, откорни се и пресели се в море, и таа би ве послушала. Синаповото зрно е како семе од зелка. Дали сте виделе семе од зелка? Исто е толку црно мало, не може да го приметите. Но кога ќе се засади, зелката станува може до 3-5 до 6 килограми на голема зелка. Па потоа пушта цвет и птица може да дојде на то синапово зрно. И затоа Исус ја споредува верата наша. Барем да биде толку мала, како синапово зрно може да прави чуда. Да отиде планината од твоите мисли, што те спречува да имаш директна комуникација со Бога. Тоа е таа планина. Планина на моето неверие. Ако се молиме на Бога и имаме таа вера, Бог ќе ги тргне тие мои планини во моите мисли. Еве, гледате,
Не може да го приметите, тука една точка, то си напува зрно. Меѓутоа, потребно е, почитувани, да го својот поглед пренасочиме од пречките кон Бога. Ние, на жалост, повеќе гледаме во пречките, отколку во Бога. Тој што може пречки да ги тргне. Сатаната знае, ја знае нашата слабост, ги знае нашите слабости. Тој тука ќе ни постави пречки, бариери. И мислиме дека тоа се големи како Монт Еверест планина и не може да ги прескокнеме. Но за Бога тоа се ситници, само ако препуштиме се на Бога. Четвртиот аспект. Во молитвата, рековме, потребна храброст. Упорниот сосед се осмелува да бара леб во ноќта. Знаете таа приказна од Лука. Еден човек му дошле гости на полноќ, продавниците били затворени, а немало леб, со што да ги послужи гостите. А на исток, ако немаш леб, тоа е катастрофа. Најпрви леб и сол им се понудувало на гостите како израз на почит. Нема леб и оди во комшиите да бара кај својот пријател. Звони упорно и му вели комшија, дај ми леб, неколку векни имам гости. А домаќинот вели, пријател, кој е тој сега во полнок ми звони, ми го скрши сонот? Но тој бил упорен. Ради упорноста, вели, му дал леб. Или упорната вдовица не се умара од барање на правдата кај неправедниот судија. Тој судија, вели Библијата во Лука, не се боел од Бога. Бил навистина тврдокорен судија. Меѓутоа, ова жена била толку упорна, му звонела, му досадувала и на крајот, знаете што рекол судијата? Не заслужува, ама ради незината упорност, ќе одбранам. Ови се слики, почитувани, кои ни укажува дека ние во нашите молитви треба да бидеме упорни. Не еднаш се помолиме за некој проблем, постојано, додека тој проблем не се реши, а Бог ќе го реши тогаш кога тој ќе процерни. Зошто упорност? Причината не лежи во притисокот врз Бога кој делува. Не е тоа сега ние да извршиме притисок на Бога и да го примораме, да го принудиме тој да не услиши. Не во тој контекст. Ајде денеска, например, јавноста за некој проблем политички извршува притисок на владата. За некој министр се смени. Постојано некои телевизии зборуваат, некои новинари постојано прашуваат премиерот или некој таму одговорните и тие, ајде, вели, да го смениме министр, зашто ни досадува јавност. Тоа се вика притисок од јавност. Не во тој контекст ние да на Бога му вршиме притисок. Туку Бог гледа дека ние сме упорни и бараме тоа што го бараме, дека го сакаме, дека тоа ни лежи на срце, дека ни е потребно. Но ако ние се помолиме еднаш или два пати и го забораваме тој проблем, Бог тогаш другаче ќе не цени. Преку упорноста изразуваме желбата, еве го тоа што го спомнав, желбата за нешто во кое гледаме вредност. Преку упорноста го повикуваме Бога да не преобрази во средба со Него. Затоа, почитувани, потребно е да бидеме упорни. Петиот клучен аспект. Молитвата подразбира безусловна подготвеност да се покориме на Божјата волја. Тоа е решението. Кога ние ќе се починеме на волјата Господова, тоа ќе течат работите сосема подруго. Бог понекогаш со молчење не избавува од ситуацијата која не е за наше добро. Тој ќе молчи, но на крајот ние ќе сватиме дека било подобро што Бог молчел. Исус не само што потикнувал на молитва, туку и самиот, рековме, ги услишувал молитвите, како губавиот. Сеќавате на оној губавиот човек, кога слушал дека Исус ќе помине низ неговото село, посебно која улица ја проценил, и тој викал, а не смееле губавите да се дружат со здравите луѓе. Имале право здравите со камења да ги убијат таквите. Но тој подцена на својот живот. Оди таму на раскрсница на некој кривини, го чека Исусе да помине. И пошел да вика, Исусе, помилувај ме. По тогашните закони имале право евреите да земат камен и да го убијат човекот. Тој ризикувал, но знал дека тоа му е последна шанса да се сретне со Спасителот. Понатаму, Јаир, го знаеме, еве се клања овде пред Исуса. И тој се моли. И Бог Исус ја услишува неговата молитва. Жената која била болна децении со години. И таа дошла со желба и надежка Исуса. Распнатиот злосторник. Човек кој ги искористил последните мигови од својот живот. И овој другиот имал право од левата страна.
но тој го злопотребил Исусовото присуство. Му се исмевал на Исуса, а оној другиот ги користи тие последни здивови своји, се кае, Исус му простува и вели, ќе бидеш со мене еден ден во рајот. Затоа, почитувани, еве последна порака за вечерва од ова предавање. Бог е близу нас. Да му дозволиме тој истиот Бог да го допре нашиот живот. А молитвата е идеално средство. Молитвата е идеално средство преку кој може Бог да те допре тебе и мене. Да ја допре нашата внатрешност, да ги очисти, да ги изгори сите троскоти, сите нечистоти кои гревот така елегантно ги лепи за нас. И затоа Бог ни е дал молитвата да ние ги искажеме нашите потреби, но да очекуваме дека преку тие молитви што ги упатуваме, Бог да не препороди внатрешно и да ни помогне. Знаете, Бог колко е далек од нас? Колко што една молитва далеко? Колко што една молитва трае? Толку е Бог далеко или близко? Зошто да не ја користиме молитвата и да го понесеме Бога со нас, во нашите мисли, во нашите срца. Нека му е вечна благодарност на Господа за приликава што можеме преку молитва да бидеме во постојна комуникација со Него. Амин.